Зафир Васев од германскиот град Бретен, каде живеел повеќе години, се врати во Македонија во родното Бигла Делчевско. Тој раскажува дека во родното место се чувствува одлично, додавајќи дека истото секогаш е добро и како што вели и каменот му е мил од местото кога го погледнал. Повратникот од Германија вели дека Македонија нуди одлични услови за живот на село, а она што за него е неверојатно е што државата помага со субвенции. Многу добро, чак неверојатно, да има некој позади тебе да те помага, не? Како што е нашата држава, дава субвенции и сите тие работи, само треба поштено да се работи. За да се добие субвенции и сите тие работи. И тоа е многу добро субвенциите. Тој вели дека во Швајцарија човек на камен со хеликоптер носи земја и сади лозја и од тоа живее мачејки се. Васев посочува и дека сериозно размислуваат со семејството за изградба на сместувачки капацитети во Делчевско, за оние туристи од странство кои сака да почувствуваат убавината и се заинтересирани за селскиот туризам. Така, сакаме нешто да подигнеме още подобри работи. Тука зграда сакаме да подигнеме още повеќе, нешто като летни туризам да има едно 3-4 апартмана, да увек ни дојат и гости од Германија, има си луѓе што сака чисто примитивно, што беше некој Сарагожата, така да спие она, не на кревет, на душеци и на море. Многу луѓе има што сакат од Германија да дојат тука. Васев додава дека и неговиот син кој во моментов се наоѓа во Германија планира да се врати назад, бидејќи како што вели не може да заборави дека е роден во Македонија. Овие успешни примери се потврда за вистинските одлуки, но и поттик за сите оние кои може би имаат психолошка бариера за животот на село. Дополнително преку промовираниот проект од град во село за нов почеток, се нуди голема помош за граѓаните кои ќе донесат одлука да се преселат на село, без разлика дали порано направиле емиграција од село во град. На овие лица ќе им биде понуден исклучително поволен пакет мерки и бенефиции, кој опфаќа парични средства за купување или доизградба реновирање на куќа на село, бесплатно земјиште за работа и искористување на бројните мерки кои им стојат на располагање на земјоделците. Проектот ќе се применува 2 години, односно ќе започне од јануари 2017, а ќе заврши во јануари 2019 година.